ученици. За овој час ги имаме како реквизит подните скалички, кои што се скалички претежно за работа и развој на моторичка способност, агилност, која што ќе пробаме да ја изработиме преку вежбите кои што ќе ги покажеме денеска. Инаку, во домашни услови, ако ги немате овие скали, на линкот кој ќе ви се појави погоре, го имате видео каде што колегата Бојан ги изработува скали во домашни услови со една леплива лента и која што скаличките ќе може да ги, да речам така, да ги креирате, да ги изведете за едно 2-3 минутки и ќе бидете подготвени за цела недела за вежбање на овие скалички. Часот го запуштуваме стандардно со загревање и стегнување, кое што ќе го изведе нашиот колега Бојан, а подоцна вежбите за агилност во главниот дел од часот и вежби за стегнување ќе ги даде колегата Филип. Овој. Добар ден, од мене, значи денесниот час за загревање ќе ги користиме овие скалички. Може да започнеме со првата вежба. Значи, застануваме пред скаличките, движење со десна, лева, висок џог помеѓу скалички. Одиме назад, исто. Пауза 5 секунди. Значи, за да зголемиме динамиката на движење, ќе одиме преку една скаличка, значи секоја втора. Движење преку една скаличка. Добро. Следната вежба ќе биде тапкање со двете нозе во секоја копчичка. Значи, одиме со десна. Десна, лева, десна, лева, десна, лева. Тапкање со двете нозе во секоја копчичка. Добро. Земи воздух горе. Издиши доле. Земи воздух горе. Издиши доле. Одиме сега малку со стегнување. Првата вежба ќе ни биде, значи, одиме со левата нога напред. Десната фати и стегни. Следна котичка. Десна нога, лева нога фати и стегни. Лева нога напред. Значи пробајте противната рака да ја дигнете горе. Добро, претреси малку нозете. Следната вежба, чучни доле. Рацете поставени во првото падање. Движење, 3 коцки со раце. 1, 2, исправи нозе. Внимавајте колениците да ви се прави. 1, 2, 3. Прави коленици. Супер. Земи воздух малку, издиши. Одмори малку. Одиме со следната вежба. Значи, десна нога напред, кружни движења со рацете. Назад одиме. Лева нога напред, движење со рацете на назад.
Одиме со исправени раце. Одиме назад, десна рака горе. Добро. Одмори 5 секунди. Сега одиме горе раце. Засук во лева, во десна, во лева страна. Одиме уште еднаш назад. Добро. Сега одиме со левата нога во квадраче, десна нога во страна. Десна нога, лева нога во страна. Во секој квадрач. Одиме уште еднаш назад. Внимавајте ногата да ви е права. И одиме уште една вежба. Лева нога во квадраче, десна нога свитка. Влечи што погоре. Десна нога во квадраче, лева нога свитка. Идеме на изменицу. Одиме сега, испружи рацете напред. Десна нога напред. Кружни движења со лак. Идеме уште еднаш назад. Сега може движење на назад, но кружни движења со супер. Доволно. Одиме сега со главниот дел од часот, со кој ќе ни демонстрира професорот Филип. Добро ден од мене ученици. Ќе почнеме полека со суножни скоки, односно со скокчиња со две нозе. Први ќе покажам вежбата, а потоа ќе направиме повторување, одмор, пак едно повторување, значи по две повторувања ќе направиме од секоја вежба и ќе имаме комбинации на вежби. Првата ќе ни биде комбинација, расчекорно движење напред, значи скокаме во секој квадраче напред, назад, кога ќе дојдеме до крај, веднаш се враќаме на истиот таков начин. Па да започнеме. Први поедноставни вежби ќе направиме координацијски, но во секој случај
бидејќи работи само еднаш, значи верувам дека пак ќе бидат доста предизвикувачки и овие вежби. Малку одмор, повторуваме уште еднаш, истава комбинација. Може да започнеме. И лабајме на нозете, да ги тресеме. Сега ќе одиме слалом, тоа значи скокаме со две нозе внатре, надвор на една, со две нозе внатре, надвор на другата страна. Кога ќе дојдеме на крај, се враќаме на исто таков начин назад. Па да започнеме. Земеме воздух и издишуваме. Малку одмор. Ќе направиме уште едно повторување вака. Значи сосем идентично. Веројатно и пополека, значи да започнете ќе биде многу подобро да едноставно го усвоите техниката на движење, а подоцна ако се чувствувате комотно, ви е познато, може да забрзате. Па да започнеме. Сега имаме странично движење. Исто така се одврзуваме со двете нозе во исто време. Значи, ако сум насочен десната страна да ми биде на крај скаличките, почнувам со десната нога внатре, значи таа нога што е натаму. И десната и левата влегуваат во секој квадраче. И десната и лева. Кога ќе дојдеме до крај, се враќаме идентично, но тогаш левата нога ќе оди пред ногата што е поблиску. Значи, да започнеме. И назад одиме идентично. Добавиме малку, земеме воздух. Малку одмараме. И ќе направиме пак, значи второто повторување. Внимавајте, значи, да не биде движење во X, значи ви води ногата што е прва во насока на скаличките. Значи ја ставате таа и двете нозе влегуваат во секој квадрат. Може да поактивно да отвориме, да испешачиме, да не биде само пасивно стоење. Сега ќе пробаме една вежба со ротација. Пак сме на одраз со две нозе. Значи, од тука ќе треба, значи, да ротираме, да се движиме секогаш благо од 90 степени. Два пати одиме на лево, два пати одиме на десно. И тоа внимаваме секогаш трупот да биде насочен во движење на стеличките. Значи секогаш со поглед и со тело да останеме, а ротираме со нозите. Ќе го направиме ова движење само напред, зашто е комплицирано. Еве ќе започнеме од оваа страна, одиме два пати на лево. Тука, два пати на десно. Лево, десно.
едноставно така најлесно да се научи со трупот и со погледот напред на скаличките, секојаш ротирате околу една постапка, а потоа околу другото дно подскокувате. Одлично. Веќе почуваме сега со движење на, тоест комбинирање на едноножни и суножни движења. Ки имаме напред дриблинг, што значи едната нога што е внатре, значи води постојано напред, едната нога е постојано надвор, едната напред. Така би гледа ова вежба. А назад ќе се враќаме едноставно со суножни скокови во едно квадриче. Може да започнеме. Одмор. Активно добавяйте, претресите ги нозете. И ќе имаме пак второ повторување, ова вежба. Значи, внимавајте пред се тоа темпо што ви одговара да го направите, да не погрешите од почетокот, почнете полека, а ако се чувствувате добро, сте ја совладале таа техника на движење, тогаш забрзате слободно. Значи, одите. Секојаш ногата што е внатре, оди назад. Движиме малку неколку чекори. Гледаме го. Така. И назад. Исто. Сега застануваме странично и надворешната нога оди. Од позади, не од напред, значи движење во квадрат. Значи, начин на влегување во квадрат е надворешната нога оди позади натрешната нога и влегува во квадратот. А движењето на назад ќе ни биде едноставно проточување на назад во секој квадрат. Па да започнеме. Почнете полека, направете го правилно движење. Ако се чувствувате дека сте комодни, може да забрзате. Само тоа кога ги комбинираме две различни вежби, само дополнително тешко, предизвикувачки, но таква е агилноста и координацијата, бара присутност на концентрација, значи мислење, да сме тука, секој невнимание, значи многу лесно се греши. Па, одиме уште еднаш, значи, тука. Поедноставна варијанта, ќе скокаме на една нога, значи во секој квадрат, по завршувањето се вртиме и назад се враќаме скокајќи со другата нога. Значи само внимавајте да стапнете во квадратче. И назад се враќаме на другата нога. Координацијски може би полесно, но бара поголема активност од мускулите. Знае да биде доста заморувачка. Ќе направиме уште една серија, значи секоја вежба ја правиме два пати. И одиме сега уште еднаш. Вртиме.
сега ќе скокаме на една нога, но на внатрешната страна. Ќе внимаваме на стабилизација. Скокање и за момент, секунда-две, може да застанеме, стоп, да останеме цврсто. По завршувањето одиме веднаш на друга нога, враќајќи се исто така на назад. И одиме. Значи, со стоп. И на друга нога. Така. Протресуваме малко, дадеме кратка пауза, пред да я направим втората серија. Може да дишим и дишим. И одиме сега со втората серија од ова иста вежба. За момент застанете. Вајме. Свијаме нозу. Издишуваме. Ќе направиме малку промена со координација, со равнотежа, сега малку поспора вежба. Ја правиме вага во движење на секој квадрат, но еве ќе покажеме, значи, на центар, на начинот каде што почуваме склопени, се подигнуваме и потоа одиме со другата нога. Така ќе изодиме напред во секој квадрат. Значи, стапнуваме, подигнуваме нога, во исто време раце и нозе, задрчка, се спуштаме, одиме на друга нога. Малко одмор. Уште една серија да направиме. Внимавајте, значи, на одржување на равнотежа, на исправање на рацете, како крст, да не бидат косо рацете, значи подаго 90 степени. И одиме. Кријаме нога во исто време со рацете. Значи, погледот пробајте, малку испреја напред. Одиме суножно со скок, но само еден квадрат и со длабоко подсочување. Значи се трудиме да чучиме долу, скокнеме со рацете горе и да доскокнеме во наредниот квадрат. Така, може да започнеме, значи чучуваме. Може би најзаморна вежба денеска. Видео. Со пауза. Битно е дека да не го кратите чучувањето. Чучете длабоко, што повеќе можете и да скокнеме сега ова серија. Уште подобро. Значи длабоко чучу, скокнеме.
Вземаме воздух. Чуваме. И одиме една вежба со раци и нозе комбинирана, влегување, излегување во квадрат. Во секој случај, гледате, држите ги колената така, не исправени, нозете, значи нагоре, значи коленото ниско и колковите да бидат пониски. Бидејќи е тешка, ќе го направиме ова само како одење напред, нема да се враќаме назад. Значи, десна лева рака внапред, а назад. Тоа е техниката на вежбата. Уште едно повторување. Сега може да пробава ако сака некој со движење и малку побрзо долу. Вземаме воздух и издишуваме. Така, ученици ќе направиме една вежба за истегнување, да го завршиме часот. Пополегате се, значи наведнеме, не брзате, ќе задржиме едното стапало, значи креното нагоре, на предната нога, а се трудиме коленото да не биде совиено. И така водење ќе ја повториме ова вежбата. Задната нога може да биде совиена во колено, но предната нога не. Се наведнуваме барем 5-6 секунди. Кренете да стапаме по супа. Тоа е се за денеска ученици. До гледање.